Здраво на сите! Јас се викам Каролина Ристовска. Денес ќе ви ја раскажам книгата Супер вештерката, мачката и 6 волшебни колачиња. Авторот на книгата е нашата милена македонска писателка Билјана Црвенковска, а главни ликови се Елена мачката Лу, Павел и неговото куче Гандалф. Действието на оваа книга се случува во едно скопско мало, во близина на еден чудесен зелен парк. Зелен парк е омилено место за сите деца, возрастни и миленици. Во срцето на паркот се крие споменикот на познатиот поет Јован Синосветски. Легендата вели дека овој поет ненадејно исчезнал, бидејќи бил магепсон од самовилата што живеела во Зелен парковско езеро. Нашата хероина Елена и нејзината мачка, грациозната Лу, во ова гледаат одлична авантура и можност за истражување. Со помош на своите супер вештерски вештини и магичниот скейтборд, летуваат во нови доживувања во лов на маалските мистерии. Пристигнуваат во домот на маалскиот писател во едно напуштено поткровје, но сваќаат дека не се сами. Мистеријата повикала и други љубопитни деца да истражуваат. Така се запознаваат со Павел и неговото куче Гандалф, како дедото од Господар на прстените, ви текнува нели. И заедно почнуваат потрага по одговорите за оваа мистерија. Истражувањето ги носи длабоко во Зелен парк. Во разговор со жителите на паркот, кои откриваат многу чудни работи, пува лилјакот, зајакот, ежот, сите таинствено дошепнуваат по некоја тајна. Каде е одговорот? Која е сенката која постојано ги следи и кој ги украде волшебните колачиња? Ве повикувам да откриете заедно со дружината на која и текако им е потребна вашата помош. Ветувам дека ќе уживате.